Чистата совест е сигурен знак за лоша меморија. Добро вечер. Добро вечер. О, ти се плюкнам у сейфсите, да ти се плюкнам кичмата, ме заболе, саат време заглавив у собраќај, денес најдоа да тестираат, бе, сите нормални држави тестираат кога нема собраќај, овие им текнат сега кога сите се вратија на работа, кога сите се вратија у школа, кога има гужва тогаш да тестираат. Нале ти се плюкнам. Си почел сам со себе да си правиш муавет, да? Остај ме, значи не ми гази на жуѓ, молим те, значи остај. Нервозен си. Нервозен сум, да. Абе, праше ме нешто, многу сум раклија за зборење, бе. Праше. Да те прашам, ајде. Добар ден. Добар ден. Според статистика, истата храна во јануари во однос на декември е поскапена за 1000 денари. Што ќе кажете за тоа? Јас сум многу задоволен. И зошто? Па сега ќе ви кажам зашто. Денеска се тестирав ова основен пакет што е крв и мокрача и ги земав резултатите пред 20 минути. Холестеролот, пицикато, триглицериди, пицикато, сум ослабил килце 2. Нема више месо, нема више винце со месо и све си доаѓа на свое. Ја прочитав на интернет, французите викаат секој ден да се јаде боб. И од тогаш си јадам секој ден боб и супер, ќе си живеам 100 години. Што е тоа боб? Абе, боб на диалект е граф. Аха. Боб. Јас сум Јонче, јадам секој ден бобче и ќе живеам 100 години. Добро, бе. Не ли ви е срам? Си прдам секој ден, си прдам по 100 пати во ден. А не ли ви е срам да прдите на телевизија, мислам се? Не, ова е конзерва со прдеш, разбираш? Таа си ја купив сега и си праве. Не сте нормален, значи стварно не сте нормален. И уште нешто да ти кажам. Ајде. Значи, џабе го сменивме името. Како, зашто? Еве сега ќе ти кажам, значи, сега слушам овој Трамп, вика, бе, што ќе ни се тие Обединети нации, он си формира некоја организација за мир. Кај да е, он ќе го растури и НАТО. А зашто ние сменивме име? За да влеземе во НАТО. Ако се растури НАТО, идеме на референдум и си го враќаме името. Никад Северна, само Македонија. Бе, прдло еден, ајде бегај таму. Нале. Председателот на Бугарија по 9 години реши да си замине од функцијата со намера да стане премиер. Леле, немаат влада, сега ќе останат и без председател. Значи, нашиот источен сосед на вистина тоне у криза. Ја предлагам да им пратиме 5-6 комада од овие нашиве таленти за да ги средиме малце од малцеме, разбираш? Пошто гледаш кај нас се како подмачкано. Петре Шилегов од СДСМ упати остри критики кон Филипче. Рече, имаме 15 пратеници, веќе сме пета партија во Скопје, трета во Македонија. СДСМ тоне како Бугарија, како да кажам. Петре Шилегов е управо, тешко да не си му кожа на комуњарите. Ја би го стал Петре за председател на СДСМ, пошто човеков нон-стоп си е весел, насмеан, циничен. Со него дерман ќе нема Мицковски, ако ми верувате. Да, ама Петре Шилегов изгуби од една Данела. Абе, добро изгуби, ама тогаш за Данела стоеше цела армија, војската на ВМРО ДПМН. А сега Петре е неколку години постар и помудар. А и кого да ставиш бе таму председател кога сите се разбегаа? А за европското во ракомет што ќе кажете? Штета, мислам, Србија ја тепаше Германија, а изгуби од една Австрија. Стварно штета, многу ми е криво. За Македонија немате ништо да кажете, за Србија кажуваат. Па Србите ни дадоа вакцини за време на ковидот, ни помогнаа со жито, со железница. И сега, ајде напред Джоковичу да ја освоиме и Австралија Опен. Само напред Джоковичу! За снегот во среда, што ќе кажете? Што да кажам? Станав у 7 сабајле, кога видов дека врне снег, толку се израдував, се напив едно кафенце, после се напив едно чајче, па искочив надвор да шетам 1 сат. На враќање гледам децава пред зграда прават снешко бележ. Леле им се придружив, леле какви срекни сите, па почнавме да се маваме со топки, се потсетив на детството, шубаво. Не отидовте на работа? Каква работа, бе, каква работа, бе. Ја кога видов дека врне снег, одма се ми беше јасно. И звонам на шефицата, викам, имам температура, пошто кога врне снег, знам какви глупости се случуваат. И затоа предлагам до сите, што видат ути врне снег, одма нека си зимат слободен ден, така е најбезбедно. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија е подготвена за диалог со Европа, но се сомнева во неговата можност. Со други зборови нема диалог, ништо од диалогот.
Многу ми се интересни тие политичарите. Све нешто кажуваат у обланди. Све нешто мудруваат. Земи, кажи просто. Значи диалог нема да има, запирка, ке си ја газиме Украина, се додека не ја смачкаме. И тоа е тоа. Точка, нели се разбира. Учениците се вратија во училишните клупи, а со тоа се зголеми ризикот од ширење на грипот. Да, а пикот доправо доаѓа. Јас предлагам, ако се види дека се зголемува бројот на грипосани деца, власта да воведе онлайн настава. Учителите, наставниците, професорите нека си предаваат од школа, а учениците нека си учат од дома. Ке нема да губат од настава, ке нема грипосани деца. Да, ова ви е паметно. Јас многу сум паметна, ама нема среќа со тој маш ми, Знаеш ли каква будала е, знаеш што ме вика? Сабајле, викам, човек, знаеш ли од кога немаме водено љубов, Он ми вика, ајде мори, доста ме навраќаш пред 3 години. Мајму, не да. Ајде, може да почнеме, повелете. Почитувани медиуми, денеска го свикав овој прес да ви кажам дека нашата партија нема да го поддржи предлог законот за прекршоци. Ние не сме против зголемување на безбедноста во сообраќајот, но нема да дадеме поддршка за парцијално и недоволно регулирано воведување на системот. Да заклучам, ние сме за безбедност во сообраќајот, но исто така сме и за безбедност на личните податоци. Бидејќи безбедност на личните податоци нема, проектот Безбеден град за нас е проблематичен. Имате прашања? Имам, Дуи го поддржува Safe City, за разлика од вас. Да, и ние го поддржуваме, ама не по секоја цена. Мора да има ред и поредок. Во вашата партија се појавуваат се повеќе опоненти кои што бараат дури и ваше заминување. Добро, тоа се двајца, тројца поединци, но сите други се со мене. Ние сме на вистинскиот курс. Шефе, извинете што ја прекинувам пресконференцијата, само што се јавија од МВР, вашата прва братучетка ја прегазила кола што се движела со брзина од 60 км на час. Се извинувам, јас сега морам да одам, значи да заклучиме. Safe City е добра иницијатива, но не треба да брзаме со незино носење. Ви благодарам многу и пријатно. Поздрав до братучетката, се најубаво. Ајде, многу здравје посакуваме. Тоа е. Здраво, јас сум банкарка и работам во одделот за сефови. Откога се случи скандалот со судијата Ристов, сметам дека нема лабаво ни со Панче, ни со МВР. Значи, ако имате пари од вишок дома, не ги чувајте. Одма донесете ги во мојата банка. Ке дојдете кај мене во канцеларија, ке испиеме по едно кафенце, ке ги преброиме вашите пари, ке ги складираме во сефот. И за оваа операција нема да знае никој, освен јас и вие. И да ви информираме на друга работа. Значи, нас, банкарите, не ни интересира дали вашите пари се прлјави или чисти. За нас, банкарите, нема нечисти пари. Сите пари се чисти. И во нашите сефови постојат клима уреди. Значи, вашите пари зимно време ќе бидат на топло, а летно време ќе бидат на ладно. Ве чекаме. Здраво живо! Јас сум финансиски консултант. Ако си ти политичар, судија или професионален криминалец, имаш заработено многу пари, ама немаш покритие за тие пари, тогаш е крајно време да дојдеш во мојата компанија и да добиеш совет од мене. Рецимо, имаш заработено 300.000 евра преку алаш вериш, мито и корупција. Не знаеш каде да ги финансираш тие пари. Доаѓаш кај мене, јас го палам джипот, одиме во Грчка и купуваме стан во Грчка. Јас ти гарантирам дека тој стан за 2 години ќе вреди 450.000 евра. А знаеш ли зошто? Заради тоа што цените на квадратот во Грчка нон-стоп растат. Станот нема да биде на твое име, туку на име на мајка ти, рецимо. За таа цел, во джипот ќе ја натовариме и мајка ти, ќе ја частиме едно гиро во Солун и потоа се враќаме дома. Те чека, мајстер. Здраво! Јас сум зидар, зидам куќе, шопе,
све што сакаш, чешмо да ти содзидам, скаро да ти зидам. И све што ќе ја содзидам, тој нема шанси да се сруши, ја ти тој гарантира. Имам си тајфу 7 души, работимо од 7 сабајле до 5 на ручек, работимо цена по договор, можемо и клjuč на руку цело куки да ти го направимо, а да не забраво, најбитно да не забраво, работимо и зидање пари у куќи. Може да ти го содзидам тој паре у дневну собу, у купатило, у кујну, куде сакаш. И гарантирам дека тие крваво заработени еврики МВР нема шансе да ти ги најде. Тој ти ја гарантирам. И ефтино е, поевтино него сефови да ставаш. А сеф тој скупа работа, плюс можев со динамит да ти го рокнев сеф. Мој зид не га бие динамит. Тако е да знаеш. Здраво, јас работам во агенција за мерење рейтинзи. Деновиве ми беше порачана анкета за тоа колку нашите сограѓани имаат доверба во нашето судство. Во анкетата беа опфатени 1500 испитаници од различни возрасти, од 1500 прашани, само 15 се изјаснија дека имаат доверба во судството, што представува 1%. И сега, ако се запрашувате кои се овие 15 будали кои изразиле доверба во нашето судство, тоа се 2 мажи на судики, 7 на сирџи и 6 души кои одговориле дека имаат доверба во судството од инает. И тоа би било се, да заклучиме, нашето судство опасно се доближува до нула. Какви времења беа тие? Кои времења, бе, стари? За кои времења збориш? 1948 година, синко. Сталин и Тито. Слушај. Кај бе ти тоа? Чекај, слушај, бе. Значи, се појавува тој судир и иде полиција, навечер и ти тропа, бам, на врата, отвори полиција, отвораш полиција, те гледаат у очи и ти викаат, ти за кој си? За Сталин или за Тито? Ако кажеш за Сталин, те зимаат, те носат во Марица, од Марица плаво на Голи оток. Ако потрефиш за Тито, добро ќе те остаат, нема проблем. Значи, тоа ти била ситуација или. Кале ме овие муавети ти дојдоа сега да Абе, малци ти учи. И после тоа дојде демократски социализам, некако така го вика. И во Македонија главни беа Олишевски и Крсте Црвенковски. И тоа беше време пак да се определиш. Или си за Колишевски, или си за Крстета. Или. Да. И по 70-тите исто срање. Или си ВМРО, или си СДС, или си Љупчо, или си Бранко, или си Заев, или си Грујо, или си Ќурка, или си професорот. Ние фактички живееме или. Што се буните, бе, вие старци, бе? Па и сега или. Како сега или? И па така просто. Трамп нели ја понижува Европа, Европа не знае како да му се спротивстави, а Гренланд виси како лампион. И сега и Европа не е стратешки партнер, и Америка не е стратешки партнер. За кого бе ја да бидам? За кого ја да бидам? А они се колваат како страчки меѓу себе. Трамп сака и Канада да ја окупира. И за како се ја да изберам меѓу Америка и Европа, За кого? Управо се, синко. И сега е или. Или си за Америка, или за Европа. Ви го слушам муабетот од преска со тоа безвезално или. Не ме оставите да дремнам у спална. Ти иди да си ја смениш пелената. Ти земи направи салата, подгреј го ручекот. Ти иди фаќај женски некаде бе си седнал со нив пензионерски муабети тераш бе. Како бе, светот е отиден у материно, а вие нема да го правите. Дали сум јасна? Јасна си, мамо, идам да бркам женски. Ајде бркај женски. Јас сега ти да одма чисецкам една зелка салата, него да те прашам. Кажи. Ти за Трамп си или за Макрон? Абе, каков Трамп, каков Макарон бе. Јади, пи, весели се и на политиката поседи се. Од секојаш Снашкава била добра поетеса. Поетеса. Абе, смрдуваш бе, иди смени ја пелената бе, од такви старци како тебе, светот нема мир бе. Женичка, да ни турам по една ракиичка. И да ни турам по една ракиичка. На тебе. Добро. И на мене. Некако си ми напната или не си, а? Доста бе со тоа или бе, доста со тоа или више.
Ајде на здраво. За мене бе, синко. Ти утре треба крвна слика да правиш, ајде. Не е за тебе тоа, ај. Па да сменам пелената. Оди. Ајде. Или да не јамено. Бадниковата паричка за политичарите и децата е радост и среќа. Купените дипломи на лекарите скапо ги чинат пациентите. Лекот е 5 пари, кога джебот ти е трезор. Секое трето дете во земјава живее во сиромаштија, другите на запад. Младите се крвотокот на општеството, политичарите тромб. Денес браковите немаат заштита. Брачните парови редовно се на промаја. Благодарение на нашата питома и плодна земја, подземјето се развива и цвета. Политиката и неписмените ги направи Господа. Денес тие најмногу проповедаат. Животот им стана сон, го преспа времето. Добриот глас надалеку се слуша. Лошиот има тон, нема душа. На собраниската говорница пратениците ги фаќа трема. Затоа на пленарна повеќето ги нема. Беше човек на место, додека не го поместија. Другарче, откако целата моќ во светот падна во рацете на двајца плавуши, планетава почна длабоко да тоне во глупоќа. Секое сабајле стануеме и се будиме со нека нивна глупа изјава или нивна глупа постапка. И ради нив светот гледот не стана далтонистички, како да кажам. Светот го гледаме и доживуваме у црно-бела боја. Светот црно-бел, вестите црно-бели, мислите црно-бели, па и овие двајца не се плавуши, они се жуто-клјунци ко тебе. Сега кога сме кај боите, никад не ми било јасно зошто го викаме виното бело вино. И сега некој ќе каже, па зашо е направено од бело грозје. Врска нема, не е бело грозјето, зелено е. И кој ќе остави што виното у чашата е жолтениково. И така, другарче, тоа ти е тоа, црно-бели свет. Денеска анализираме еден многу важен феномен од нашето живење. Дали имате внуци? Имам. Колку внуци? Па тројца. Како се викаат? Мила, Матеј и Андреј. Дали е точно дека бабите и дедовците поише ги сакат внуците од своите собствени деца? Па не знам, ја не мислам така. Си ги сакам и синовите, 2 сина имам, и си ги сакам внуците. Значи подеднакво е. Да. Едно внуче. Едно машко. Колку години има? Вчера му правевме роѓендан. Колку наполни? 26. Го чувавте ли кога беше мал? Се разбира? Се заигрувавте со него? Се разбира. Најомилена игра која ви беше? Да ви кажам, само го викав кутре на дедо. Отишол дома да се жали зашо дедо ме вика кутре. Дали е точно дека како дедо имаш полабав однос кон внукот отколку кон синот кога бил дете? Па да, така е. Пофлексибилен си тогаш. Тачно. Повеќе време има. Сигурно. И нормално, да, по има се како да ви објаснам, тоа е природно во себе. Дека имаш према внукот повеќе Време, си трпение. наклонет и повеќе си наклонет. А внукот нема да го тепаш, а синот и черката може и да зи. Како реагиравте кога да речеме вашиот син го тепаше внукот? Ви паѓаше тешко? Па не сум видел дека го тепа. Не сум видел. Да сум видел, сигурно би реагирал. Али не сум видел. Значи вие може да го тепате вашиот син, а вашиот син не сме да го тепа внукот. Така е. Така е. Ме фати. Дали бабите и дедовците ги разгалуваат внуците? Да, ги разгалуваат и тоа многу, за разлика од родителите. И некојаш и тоа оправдано, затоа што емоциите кај нив се поголеми спрема внуците. Зошто е тоа така? Дури некои велат, повеќе го сакам внукот отколку син ми, например. Да, навистина тоа е честа изрека кај многу баби и дедовци, дека повеќе ги сакаат
внуците, бидејќи веројатно имаат повеќе време за нив. За своите деца немале толку време и веројатно е заради тоа. Вас би се случило, на пример, еве, имате детенце мало и сега свекрвата или свекорот или мајка ви, татка ви да се замешаат, па немој вака да му викаш, па немој онака. Да, се случувало, тогаш ние како родители реагираме. Што викаш, бркај си бе ти твоја работа? Да, реагираме на начин како остај на нас родители да бидеме, не се мешајте, вие имате друг начин или често се разликуваат мислењата од наши во однос на баба, дедо, мајка, татко, нели, како ги воспитувале, сега и малку и друго време. Значи тие имаат мислења од некое време кое што било поранешно. Не се вклопуваат некогаш мислењата и меѓутоа сепак мора да се најде компромис во заедничко воспитување на Сакате децата. да кажете за старени модели. Да, Ова е точно вашето така. синче што е во позадината? Да, Тој повеќе сака да се дружи со тато и со мама или со баба или со дедо? поубаво му е со баба и со дедо. Со мама и тато секогаш има ограничување некое. Секогаш сме построги во воспитувањето, а баба и дедо секогаш побубаво, да. Се сеќавате ли на вашите баба и дедо? Живи и здрави ли се? Да, се сеќавам. Дедо ми е починат, баба ми е жива. Двете баби ми се живи. Што ќе кажете за бабите и за дедовците? Па, Ве чуваа? да, не чува, израснав со нив. Све сегде ме носеа кај да идат со нив. По села, по роднини, пријатели. Многу убаво детство си поминав со нив и Господе ги поживе уште 101 година. Што игри игравте со баба и со дедо? Па, шо игри, карти, жмурка, фудбал, све. Секогаш победувавте, предпоставувам. Не, они победува. Ти им попушташ. Да, да. И не ви беше никогаш досадно со нив? Не, баш интересно ми беше, баш забавно. Никој па никаква досада немав со нив. Што научивте од баба и дедо? Па научив многу работи, да си добар човек, да помагаш на луѓето. Рековте дека бабите ви се живи. Да. Дали ги посетувате ден денеска? Да, ги посетувам бабите, се исто комуницираме како што беше порано. Некој подарочи им носите? Да. Шалче, капа, ракавички, калчинки што би рекле у старо време. Ова спанаќе? Спараш. А попа и морнарот? Да бе, да. Дали се сеќавате на вашите баба и дедо? Како не се сеќавам? На дедовците не. Починати беа? Чинете беа, на бабите? баба ми, од татко и мајка му, да, таа не чуваше, не гледаше. Изгледа вашата баба. Да, од Девар мало се живеепе, тука блиско бе, така фамилијата. Од сите бевме куп. И така си растеме. Каква беше како жена? А таа беше неписмена, а многу умна и многу бистра. Господ ја дал бистроча, значи таа командуваше се. Со 7 деца, сите она ги командуваше, значи. Парите сите ке не. На што ве научи вашата баба, за која говорите со толку многу љубов? Значи, у куќата не смееше нешто да украдеш, да донесеш, да излажеш, никако. Да ве прашам нешто, гледам фотографија, овие се вашите внуци? Да. Овој ми е внука. Значи имате 2 внуки и 2 внуци. И правнуци имам. Да се здрави и живи сите. Богата жена. Богата сте, а? Богата со деца. Со се сум богата, ајде. Оваа зградава се ја седим. Вие се биле еднаш кај мене, ако се сеќаш кога ви дадов мармалат ли, сладко ли, у тие куќичињата. Јао, ми текнува, да, многу беше убава. Многу. Ова од Лешок, се уште идам у Лешок, се уште работам, имам 85 години. А што работите во Лешок? Од Бавча. Двор, например, што имам дворно место, јабуки, ово тоа, ти реков ми рече. Си копате на 85 години? Да, све. У оваа зградава се ја седам. Ајде да видиме зградата. Еве ја. Ете ја. Значи сега имате нов стан. Нов стан. Честитки, колку квадрати? Мислим дека е 50 квадрата. За двајца сосема доволно. Да. Одлично. Кратко и јасно. Преку лето го споѓава и низиниот сопруг се во Лешок, зиме во Скопје. Наша тема се внуците. Како се согласувате со внуците? Многу убаво. Им купуваме по нешто, подаруваме,
Они задоволни и они ми подаруваат. Вчера ми беше една сна, дека се у нов стан, јас сум уселена, например, Снаа за внук. за внук. И што ви донесува за подарок? И ми донесе ова ноги да ставиш у тоа топло, да ги стоплиш ногите и те масира. Снајките и внуците со подароци, ама баба и дедо не остануваат должни. Од лешок им носат еколошки производи. Од чаргарепа до пиперки, до патиџани, до краставици, им барам краставици од тие малечките, Аха, корнишони. конишоните. Тие ги садам повише и на сите им давам. Дали е точно дека понекогаш внуците се сакаат повеќе дури од собствените деца? Па не би рекла дека мислим дека исто. Возите велосипед, може да го видиме велосипедот, а ладно е, солзи ви течат. А солзи, знаеш зашто ми течат? За Македонија. Не. За очите, јас носам очила иначе, ама бидејќи маската која ќе ја ставам вака, Се замаглуваат се очилата. замаглуваат очилата и морам да се откажам од нешто. Имате внуци? 2 Колку се големи? арслани. Едни од 25, едни од 19. Прво живеевме во стан, на аеродром имавме стан многу голем, ама се створија 2 фамилии, значи и синот се ожени, се родија внучиња, го продадовме станот, купивме тука во Ѓорче една куќичка со 2 влеза, да не се среќаваат свекрвата и снаата. Мудро, мудро. Две жени во иста кујна тешко вереат. 2 жени низ иста врата никако. Но како и да е, значи вие му помогнавте на синот и на снаата, ги изчувавте внуците. Ги чував. Секој ден беа кај вас? Секогаш кога има они потреба, кога не работеа, они си ги чуваат. Сабота, недела, празници. Другите денови вие? Другите денови ние. Ги носев покрај Вардар, ги носев покрај тука. Ловевте риби? Фрлавме каменчиња во реката. Дали е точно дека бабите и дедовците повеќе ги галат собствените внучиња отколку што ги галеле на времето собствените деца? Точно е тоа. Дали некојаш ги имате удрено внуците? Не се сеќавам, мислам дека не. Дали некојаш сте ги потегнале за увца? Мислам дека не. Дали вашиот син некојаш сте му удриле шамарче? Сигурно да. Тоа е неправедно. Па праведно, неправедно, тоа е закон на природата, бе господине. Своето дете кога го воспитуваш се плашиш дали ќе оди право или ќе фати стран путица, што вика црбите. А кај внучињата поиќе болежливи сме. И повозрасни сме. И повозрасни, Емоциите поишени работа. поиќе работат, сето тоа. Сме веќе мангупи на 30 години. Точно така. А и малку подетинуваме. Малку поиќе. Има тука уште многу елементи на таа сеопшта дедовска и баба радост. Внуците без поговор ни веруваат, за разлика од нивните родители, кои се во фаза на сезнајковци. Внуците ни ги слушаат приказните, шетаат со нас, бараат помош и даваат љубов без никаква математика. Како кулминација на се, внуците се продолжување на лозата, што само по себе е фантастично чувство. Епа, големи и мали деца, ви посакуваме уште многу години заедничка дружба. Извини, една минутка само нешто да ти кажам. Во неколку градови низ Македонија има манифестации што се завршуваат со јада. Па така во Штип имаш пастрма или јада, во Велес пити јада, во Радовиш само ни јада, во Валандово и Кавадарци имаш раки јада. А зошто, например, во сите градови низ Македонија да нема некаква јада? Па така во Тетово треба да има грави јада, во Ресен јаболки јада, во Прилеп банани јада, во Гевгелија казино јада, или во Скопје, например, треба да има воздух јада, или боле си ми ти јада, и да има слоган како си ми ти? Ај, друг пат ќе правиме муабет.
На 24 јануари го славиме споменот на преподобниот Јоаникиј Ракотински. Свети Јоаникиј Ракотински родом е од градот Охрид. Се родил на 7 јануари според јулијанскиот календар. 1847 лето Господово, првото негово име било Јован. Неговите родители Ѓорги и Софија го патиле во верата, така да уште од малечок Свети Јоаникиј сакал да го чита Светото писмо, сакал да ги чита жетијата на светиите, сакал да се моли и да присуствува на богослужбите. Учел во грчко училиште, а преку ноќ ја совладувал словенската азбука и литература. Неговото семејство се преселило поради економската положба од Охрид во Скопје, така да и он пристигнал овдека во Скопје и се занимавале со часовничарски занает. Желбата за монашки живот била посилна од се. Го добива името Јоаникиј. Првиот негов престој како во тој осаменички живот да почне со како искушеник бил во манастирот Свети Пантелеймон, горе во Горно Нерези, и тука сушност и бил пострижен во монашки чин. Година и половина бил во Нерези. Оттаму оди во манастирот во село Бањани, Скопска Црнагора. Третото одредиште после многу искушенија е Марковиот манастир. Тука особено се занимава со преведувачка дејност, така да оставен е преводот на Богородичниот акати со тоа време. И повторно преселба. Овој пат во село Ракотинци, каде Јоаникиј останува до крајот на животот. Самите соселани во Ракотинци го засакале толку многу затоа што светителот блескал со својот живот, блескал со своја доброта. Го обновил манастирот посветен на Свети Илија. Образувал деца. Им помагал на селаните со народни лекови. Смирувал раскарани. Утешувал болни и несреќни. Го крепел својот народ за време на Балканските и Првата светска војна. Умрел во 1940 година, а предходно со своји раце си го ископал гробот. По 13 години по неговото упокојување се јавило едно слечиште на земјата, дури манастирот бил оштетен, излегло на површина неговото тело. Нераспаднато. Нераспаднато. Моштите на преподобниот Јоаникиј Ракотински од 3 октомври 2017 година се во соборниот храм. Нима многу случаеви кога на многу ми не им е помогнато. Имаме случај на човек болен од рак, жена болна од рак, ако не се лажи. Имав ни таков случај и болен од рак, Господ сакал да биде таквата волја Божја, дојде си се помоли и помогна. За многу години. Гоце Јовчевски на 42 години преживеа тежок мозочен удар, па сега состојбата е критична и секој ден е важен. Со скапа терапија и со континуирана медицинска нега, за Гоце има надеж да стане и да живее. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 181 за корисниците на Телеком и 143 460 за претплатниците на А1. Ви благодариме на подадената рака. Жените сакаат тивки мажи, бидејќи мислат дека ги слушаат. Пријатно. Пријатно.